Пред камера во живо 35 годишен маж од Радовиш ја тепа, навредува и понижува својата бремена партнерка. Вознемирувачкото видео кој од вчера кружи на социјалните мрежи ја згрози македонската јавност. Од полицијата велат дека мајката на жртвата кај нив во неделата го пријавила нападот. Насилникот бил уапсен, но истиот бил ослободен дента, а жртвата изјавила дека не сака да поднесе предлог за кривично гонење. Во меѓувреме обвинителството против насилникот има поднесено кривична пријава за кривично дело телесна повреда. Дополнително ќе се испитува дали постои основ за задржување на лицето. Врз основа на преземените мерки од страна на ОВР Радовиш до основното јавно обвинителство Радовиш на 25 март 2025 година е поднесена кривична пријава против АА поради постоење на сомнение дека сторил кривично дело телесна повреда по член 130 став 2, а во врска со став 1 од кривичниот закон. А насилството е се поприсутно и најчесто жртвите се откажуваат од гонење на насилникот. Причината е страф и несигурност, како понатака да продолжат да живеат со брачниот партнер насилник, велат од невладиниот сектор. Од Националната мрежа против насилство врз жените, дел од решението го гледат во обезбедување на советувалишта, шелтер, центри како и психолошка поддршка на жените, додека траат кривичните гонења, но и судските постапки против насилниците. Да се воспостави систем кој што ќе овозможи сериозно економско зајакнување на жените, па дури и пред напуштање на кругот на насилството, значи да се работи со жената на психолошко и економско зајакнување за таа да биде охрабрена и потоа да може да истрае и во постапките и да може да истрае, да речам, нели, да се чувства доволно силна да не мора да се враќа повторно кај насилникот. Полициските билтени за честија со содржини со насилници кои дигаат раце врз своите сопруги. Статистиките говорат дека жените се жртви на семејно насилство во 79% од случаите. Бруталност оди до таму, што ваквиот вид на насилство насилниците го пренесуваат и во живо на социјалните мрежи.